Димитар Балков, кој ова утро е со службите градски на водовод и канализација во пресред на студеното време, ни носат информации кои што се важни за сите граѓани, од аспект на загубата на водата па до заштита на цевките од студеното време. Димитар, повели. Благодарам, Иван. Во раните утрински часови или во доцните вечерни часови температурите знаат да се спуштат околу или под нулата. Тоа во периодот кој ни предстои може да доведе до проблеми во водоводната мрежа, односно до замрзнување на водата во цевките и пукање на водомерите. За тоа како да се заштитат граѓаните од непотребни трошоци како резултат на справување со проблеми од замрзнување на вода во водоводната мрежа, го правиме ова наше вклучување во живо. Добро утро, велам за Дејан Димовски, раководител на сектор за експлоатација и секако одржување на капацитети во јавното претпријатие водовод и канализација. Добро утро и веднаш ќе прашам дали досега се регистрирани вакви проблеми поради замрзнување на вода во водоводната мрежа. Добро утро. Поздрав до гледачите на Сител телевизија. Досега ние немаме регистрирано вакви појави на замрзнување на нашата примарна и секундарна мрежа. Технички ако гледаме не е возможно во однос на стандардите за поставување на примарната и секундарната мрежа, бидејќи нашите цевки се поставени на длабочина поголема од 80 сантиметри и ние постојано правиме следење и мониторинг на нашиот систем и целиот наш систем е под притисок. Меѓутоа во однос на нашите корисници, особено во дворните површини, може во зимскиот период при ниски температури, особено пониски температури од 0 степени Целзиусови, да дојде до појава на мрзнење на цевките, односно замрзнување пред се на оние надворешни инсталации и чешмите кои што се поставени во дворните површини на граѓаните. Ајде да појасниме за граѓаните, за луѓето кои не гледаат, до каде се надлежностите на јавното претпријатие, а од каде почнуваат на корисникот доколку дојде до замрзнување на водоводните цевки, односно до инсталацијата која води до објектот и што доколку дојде до пукање на водомерот. Надлежностите на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје се до приклучната шахта на нашите корисници, а после приклучната шахта на нашите корисници надлежностите односно се на самиот корисник. Ние ја одржуваме водоводната мрежа до приклучните шахти, односно до водомерот, после водомерот се надлежност на граѓаните на град Скопје. Многу често се случува во зимскиот период, многумина од луѓето да ги оставаат чешмите, славините отворени, да има мал проток на вода со цел да не дојде до замрзнување. Колку тоа ја отежнува работата на јавното претпријатие Водовод и канализација во однос на потрошувачката, верувам и дека во една економска криза тоа создава и поголеми трошоци во однос на електрична енергија. Прво, јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје сака да апелира до граѓаните на град Скопје дека не е добро во зимскиот период да ги оставаат славините во чешмите да течат за да спречат замрзнување. Потребно е да направат топлотна изолација на самите цевки за да спречат замрзнување или доколку има чешми во дворовите кои што во зимскиот период не ги користат, тогаш да го испуштат тој дел од системот. Што се однесува до чешмите ако се остава да течат, поради тоа што ние постојано го мониторираме и следиме системот за водоснабдување, се зголемува во одреден период, односно од на годината потрошувачката на вода. Тоа е видливо и го следиме. Меѓутоа, тоа има домино ефект. Самите корисници ќе платат повисока сметка за вода. Ние како јавно претпријатие се зголемуваат трошоците во однос на одржување на целиот систем и пред се во енергетска криза се зголемуваат трошоците за електрична енергија. Ние како јавно претпријатие спроведуваме оперативен план на град Скопје за штедење на електрична енергија, ако ги комперираме месеците септември 2022 со 2021 заштедата е 8%. Ако го споредиме октомври 2022 со октомври 2021, заштедата е 10% на електрична енергија. Кога сме кај советите и препораките да се направи квалитетна изолација на водоводната мрежа, водоводните цевки, што подразбира тоа и дали доколку дојде до замрзнување во приватен или деловен објект, има надлежност претпријатието да реагира или сепак тоа останува да условно да се снаоѓа самиот корисник? Доколку станува збор за приватен објект, дали е деловен или индивидуална куќа или стан, доколку настане замрзнување на водоводната инсталација,
тогаш надлежноста е на самите корисници. Јавното предпријатие одржува мрежата до приклучните шахти и во тој случај мој совет е да повикаат стручно лице, односно водоинсталатор, кој што стручно ќе го отстрани проблемот. Препорачувам да не се полеваат цевките со топла вода, бидејќи во тој случај може да дојде до поголеми дефекти. Дали имаме некои посебни материјали според вашите искуства кои се користат за термоизолација на цевките или чешмите кои можат да подлежат на замрзнување поради ниските температури во зимските месеци? Да, тоа се материјали кои што претежно имаат термоизолациони карактеристики. Тие можат корисниците лесно да ги најдат на пазарот и да направат изолација. Меѓутоа, повторно би апелирал да се консултираат со стручни лица, односно со фирми кои што работат водоинсталаторски услуги. За крај, зголемена ли е потрошувачката на вода споредено со претходните месеци или кога веќе и вие делумно споменавте компарација со изминатата година во однос на истиот овој период? Значи, ние ги користиме оперативните планови на град Скопје за штедење на електрична енергија и препораките од владата. Мораме да го оптимизираме системот за да работи оптимално и да имаме стабилно водоснабдување и стабилно одведување на канализационите и атмосферските води. Имаме нов систем, тоа е систем за мониторинг и следење, со кој што сите технички параметри постојано го следиме и правиме оптимизација на системот. Оптимизацијата на системот покажува дека производството на вода е намалено, а со тоа имаме и заштеда на електрична енергија. А немаме проблем со водоснабдувањето на градот. Господин Димовски, благодарам за гостувањето во утринската на СИТ. Благодарам и на поканата. Почитувани гледачи, придржувајте се до советите и препораките за заштита на водоводните цевки и водомерите, со тоа ќе избегнете проблеми, а од друга страна и нема да се соочите со финансиски загуби. Ова би било се на оваа тема од ова наше вклучување во живо во рамки на денешното издание на утринската на СИТ. Ја сакам Македонија.